Стендап Македонија ви го представува феноменалниот Сашо Тасевски во новата хит комедија Ни срам, ни перде. Драги другарчиња, сега ќе ви објаснам се што сте сакале да знаете за 2 февруари, а ви било страф или срам да прашате. Деновиве е лизгаво. Внимавајте некој да не ве опне позади. А ако веќе ве опнале од позади, тогаш ќе мора да чекате сообраќајна за уви. Бацки. 2 февруари, Универзална сала. Карти во Југотон, Розеверо 2, касата на Универзална сала и купи карти за се. Повелете. Има лушпа, пазите. Повелете. Повелете. Внимавајте да не се лизнете само на лушпата после. Еве уште една. Повелете. Јадете. Хоп. Бацки. Како сме вечерова? Сите сме добри? Добри сме или не? Па супер, тоа сакам да го слушнам. И мене ми оди како подмачкано. Или како викаат, нема ништо поуспешно од успехот. Да не сме некој празник денес. Шо сме? Не, пошо немаше знамења по улициве кога идев навака. А проверив ова календарчето православно, не сме Великден, не сме Крстовден, не сме Ѓурѓовден. Овој Газовден помина на 2 февруари. Кога сме веќе кај Газовден, некои владици од МПЦ сакаа 2 февруари да го направат слава. Само не можеа да се договорат на кој светец да му го даат денов. Демек оној светец што ќе го добил денов, ќе го биело лош глас. После овие од нашево геј здружение им дадоа одличен предлог. 2 февруари да биде ден на Боки Великомаченик. Само предлогот не им беше прифатен, пошто тогаш денов ќе треба да го префрлат од 2 на 13. После тука има уште еден друг проблем. Шо ако да кажеме славава се падне у посен ден? Па кој ќе може тоа да го контролира, бе, луѓе? Некој сигурно ќе се омрси и ќе ја расипе славава. Како и да е, шо и да е ден денес, нели? Важно мене ми е супер и редно е да ви се представам. И јас сум геј. Али не сум Сергеј. Туку Кире. Кире банана мен. Кога си геј за мене е окей.
Знаете, педер како се ослободува од кондомот? Па ќе прдне. Да бидеш геј, тоа значи као да си од онаа групата нулта. На сите го даваш, а го примаш исклучиво од своите. А знае некој која е разлика помеѓу педерска свадба и ова ортодоксна обична свадба? Па на педерска свадба 2 пати ја свират зете мили зете. Да нима некој геј вечерва тука? А? Не, стварно, ајде да видам кој е наш. Ајде, кренете рака. Кој признае до пола му се прашта? Ајде, има геови? Ајде, кренете раце, прстиња горе, оди ме поред. Да не сте вие геј? Не, добро. Геј? Не. Мора да сте вие геј. Не? Комса? Добро. Значи нема геови вечерва. Гледам дека ќе ми биде многу тешко меѓу толку хетеросексуални мажјаци во салава. Како бе така? Све тука сите пушки, берданки, ни една двоцевка. Добро. Шо е тука е баш тета што нема геови тука во салава. Оти, да бидеш геј денеска е престиж. Кога ќе ти рече некој геј, тоа као да ти дал благородничка титула. Се осеќаш као витез. Еве, дали сте виделе во владата педери? Дали некој видел во владата педери? Па во владата нема педери. Сите се геови. Пардон. Сите се витези. Витези на дркалезната маса. Која си геј, тоа со себе носи одредени предности. Например, дали некој од вас видел сиромашен геј? Геј што нема пари да си ги плати сметките на Еван или на топлификација. Видел некој таков? Видел некој невработен геј? А дали некој од вас видел геј што пати од тврда столица? Па нема такви бе луѓе. Јас затоа многу се нервирам кога нашиве геови овде во Македонија цело време плачат како некои пешковци дека тука ги третирале како граѓани од втор ред. Па еве ја на пример сум геј, али уопште не се осеќам како граѓанин од втор ред. Јас сум геј од прва класа, а не граѓанин од втор ред. А вие во вториот ред како се осеќате? Добро. Добро, шо и да е, ако нема геови вечерва, здравје, нели? Доволно да има барем по некој педер за шоуто да може да продолжи. Епа вака. Прекарот Банана Мен го добив зашто како мал со едно другарче од мало нон-стоп си се мачувавме со банани. И мене он секогаш ке ми ја избиеше бананата од раце и ме пробудуваше со неговата. Многу сакав кога ќе ме пробудеше со неговата банана. Уствари, ја него му попуштав. Намерно ќе испуштав мојата банана за он да ме боцне со неговата. И подобро што ме викаат Кире Банана Мен, оти познаам еден давајгас што го викаат Ананас. Поточно го викаат Ананас Мен. Знаете зашо го завикаат така? Кога и да правевме некоја геј журка, ова типчево ќе доеше на журкава и после само 5 минути го гледаш си ги соблекол гаките, се натртил и некој го натегнал. И после сите овие на журкава се собираа околу овој натегнатиот и му викаа Ананас, Ананас, Ананас. А овој натртениот обично у тој момент се вртеше онака кон овој што го трти и ни стиснати зуби онака ќе му речеше еј, кога веќе ти дав тебе, ќе треба и на другиве да дадам. Ете, затоа него го завика Ананас Мен. Инаку, уопште тоа не е точно кога викаа дека педерот 3 пати се стануело. Ја, например, станав педер од прв пат, од првата банана. Али затоа, тоа е затоа што сум ја така родена, јас сум роден да бидам педер. Ама познавам луѓе кои што не се родени да бидат педери. Туку педери стануваат чекор по чекор. Тогаш куршум не те дупи, сабја не те сече. Ама затоа ЕУ те дупи, НАТО те дупи,
а дуите сече. Тогаш си педер со гаранција. Не се... Инако сум се родил под многу сомнителни околности. Уствари, и тие околности некако подоцна ја одредиле мојата геј судбина. Уствари, ја 2 пати сум се родил. Кога била мајка ми трудна со мене, било многу ладно, биле на гости со татко ми, кога се враќале дома, лифтот не работел и тргнале да се качуваат пешки по скали и некаде на 10-тиот кат на мајка ми пука водењакот и она тука легнала на скалите и почнала да ме пораѓа. И татко ми у тој момент, испаничен, се качил до 15-тиот кат кај што сме живееле, се јавил на брза помош, арнома нели брзата помош каснела, татко ми се симнал доле на 10-тиот кај што мајка ми ме пораѓала и нормално како секој добар сопруг почнал да ја бодри. Диши, пичка ти матерна, диши! И оваа, нели така бодрена, нели од својот сопруг, буквално ме катапултирала во неговите раце. И татко ми вака ме фатил, ме видел колку сум мусав и го фатило паника, дека можам да настинам тука на скалите, а брзата помош уште ја немало, и решил у таа паника да ме врати од таму од кај што сум излегол. Али у паниката, место да ме врати на мајка ми пичката, тој зел бутал и ме набутал у на погрешното место. За малку ке сум се угушал. Ама тогаш дошле овие од брзата помош и успеале да ми извлечат. И нели бидејќи 2 пати сум се родил, и сум се родил како здраво дете, овие уопште не сакале да ме однесат у болница, туку ме пуштиле дома и ме донеле дома, ме легнале у креветчето и некаде на полноќ ми кажуваше мајка ми, дошле овие 3 наречници да ме даруваат, нели да ми ја проречат судбината. Ама, дали дека сум се родил вториот пат од тоа погрешното место, овие наречниците не биле жени, туку мажи, целите депилирани и во танга. Се викале ја Пешко, ти Пешко и тој Пешко. И прво ме зел овој, овој од вама, овој ја Пешко, ме зел вака и како ме зел, јас сум почнал да вриштам. И сум ги подал рацете кон вториот. Како ме зел вториот, ја уште поише сум почнал да вриштам, сум ги подал рацете кон третиот. Тогаш третиот ме зел и рекол, колеги драги, Малијов ќе биде откол накол, нека е жив и здрав. А тогаш ме зел овој вториот, ја пошто не сум престанал со вриштање, ме штипнал само малце за газето и ја одма сум престанал да вриштам и тогаш овој вториот рекол, колеги, Малијов што ќе биде откол накол, ќе биде, ама ќе биде и ќути си, трај си, за газе да те штипна, дај си. И тогаш најпосле ме зел пак овој првиот и како ме зел, јас сум го зел средниот прст од раката, сум си го бутнал во уста, сум го цицнал и сум заспал. Тогаш овој првиот рекол, колеги мои, меѓу другото Малијов ќе биде и мижи бутај. И мајка ми не сакала да му каже на татко ми таа ноќ што ми прорекле на речниците, зашто знаела дека татко ми ќе збесне, ама знакот од тоа пророштво, после тоа, како да ја одреди целата моја судбина и без да бидам свесен. И колку и мајка ми да не му кажала на татко ми, вистината набрзо излезе на видело. Имав, не знам, 2-13 години и си дојдов дома, целиот уплакан, татко ми ме гледа, станува, вика, што е бе, што ти е? А јас му викам, тато бе, едно другарче мало ми рече дека сум педер. Што збориш бе, рече овој татко ми. Ти рече дека си педер и што направи ти бе? Гудри со бокс. А ја му викам, гудрив тато, со лепезата на мама. Леле, луѓе која збесна татко ми тука. Абе, знаете како збесна? Абе, што мајка бараш да се шеташ со лепезата на мајка ти, див зајаку гъз да ти го начука? После плачеш кој ќе ти речат педер, педер еден манастирски. Што се шеташ со лепези Бог да чува како некоја гејша? Што не се шеташ со нож и со пиштол кој што се шета секој нормално дете у држава? И татко ми тогаш многу се разочара и многу се исплаши да не застрнам сексуално. И што направи? Реши да ме запише да тренирам некој машки спорт. Али он немаше појма дека најмашките спортови у државата се уствари најпедерски. И јас затоа со кејфи ги тренирав. Например, многу сакав кошарка. У кошарка педерисувањето е апла. Например, она кога сте виделе она кога некој наш племејкер кога води топка. Абе, наместо да тргне директно да ја закуце у тоа кошот, он цело време нешто се трти демек со тоа топката, демек никој да не му ја земе.
Али најинтересен е оној противничкиот играч што го чува. Застанал вака зад него, ги расширил рацете и само му го подпикнуе. Оп на Чичо Лешничиња Оревчиња! Оп на Чичо Лешничиња Оревчиња! И кога ќе му го подпикне до крај, тогаш обично судијава свири фаул, а овој противничиот играч све нешто вака крева раце и се буни и вика: "Абе судија, не заебај, па не го фаулирав, глеј кај ми се рацете, немам со што да го фаулирам." А овој судијава му вика: "Абе не ади гомна, не си го фаулирал, па гледај како го извадил јазикот." Ви велам, кошарката е супер за педери. Еве овој Меджик Џонсон, да кажеме, од што закачи сида, што мислите? Па и он многу сакаше да се трти под кошеви. Или овој да кажеме, зашо овој Мајкл Џордан толку долго остануваше со топката у ваздух? Па му беше страв да не слета на некој црнецки суџук у рекет. Не се, али и фудбалот е супер спорт, луѓе, леве, фудбал, Она, даваш гол, нели, и трчаш, соблакаш дресот, соблакаш гаќиците, чорапите, копачките, легнеш на тревата и со душа чекаш да ти нарипаат 10 опасно запотени мужина на чело со голманот. Например, таков еден имавме у мој клуб, многу згоден тип, он мене многу ме нервираше. Ке дае гол, ке се облече тоа дресот и педерот не дозволува да го фатиме. Само ни бега по цел терен. Али ова беше најинтересно. Беше полувреме, и у прво полувреме овој најдобриот противнички играч ни даде 2 гола. И овој тренерот на полувреме нервозен ми вика: "Кире, сопреку прво полувреме, како знаеш, иначе не ми искаче пред очи." Ја почна второто полувреме и кога сега памтам, противниците изведуваат корнер. И јас застанав зад овој најдобриот противнички играч и у тоа гужвата никој која не гледаше су му збрцал прсу гъс. Толку силно му го збрцав прстот у гъс, што му ги скинав гаќиците. И овој нервозен се врти и ми удира бокс. И судијата го виде само оној момент кога овој ми удира бокс. Му даде црвен картон на играчов, го изведе надвор и ние така после направивме пресврт и ги тепавме со 3-2. После тоа, овој тренерот секој утакмица мене ми даваше да ги чувам најдобрите противнички играчи и ја на сите им брцав прсу гъс, понека цела рука им брцав, и они редовно ми маваа боксо и добиваат црвени картони и ние секојаш така победуевме. Ете, на тој начин заиграв и за фудбалската репрезентација на Македонија. Ама и оттамо многу брзо ме избркаа. Ама и од репрезентацијата многу брзо ме избркаа кога почнав и на судиите да им брцам прсти у гъс. Ама после сум се запишал на уметничко лизгање, без да знае татко ми. Уметничкото лизгање стварно има многу секс. Само штета што нема мушки двојки. Замислете, мушки двојки, па го креваш вака партнерот на една рука, па го вртиш вака као рулет, па го префрлаш на другата рука, го фаќаш, па го фрлаш, он прави двоструки ексел, ти го фаќаш вака пред тебе, па почињеш да го возиш по тоа мразот, па тука малце го тресеш, па го возиш по тоа мразот, го возиш, па тука го тресеш, па ако случајно ти е многу спор, искачаш пред него, имаш и за што да го повлечеш. После тоа се запишав на скокови во вода. Кога слушнав дека водата во нашите базени е ладна као кур, па јас сум одел таму и све на гъс сум скокал. А знаете што е ова? Педер игра тенис. Тенисот е супер игра. Ја, например, многу си го сакам овој Новак Џоковиќ. И, например, исто така многу го почитувам овој Роже Педерер. Исто така и овој е добар, не е лош, овој шпанецов Рафаел Мидал. Тенисот е стварно супер игра. Секојаш имаш рекет со дршка на кој што можеш да седнеш да се одмориш по напорните сетови. И ја така си тренирав спортови и татко ми гаеше надежи дека од мене ќе стане пичкин душмани наместо педер. Ама неговите надежи се изјаловија кога имав 17 години.
Се вратив една сабајле рано, 4 саат беше дома, татко ми не беше легнат, ме чекаше и како јас влего во врата и он почна да ми се дере. Кај си бе да сега да ти имам гъс мајчин, у колку сати треба да доеш дома да ти имам мајката у пичка да ти... Ја викам, тато бе, чекај, немој да псуеш бе, тато, па јас вечерва се задржав затоа што имав прв секс. Леле, татко ми која се озари. Браво бе, син татин бе, абе така те сакам бе, да чујам си имал прв секс, а неко геша со лепези што ми се шеташ. Седи, син татин, сега да се напиеме по едно ракијиче, да се почастиме за твојот прв секс. Седи! А ја го гледам и му викам, не можам бе да седам, тато, многу ме боли газот. И татко ми тогаш стварно многу се разочара у мене. Секојаш кога ќе ме видеше, ми викаше, ај бе, заврти се тамо тоа суратот, не можам да те гледам однапред. А ја тогаш ќе му кажев, добро тато, ако не можеш да ме гледаш однапред, тогаш можеш ли барем од позади да ме видиш? И он тука пак ќе ми удареше ќутек и мене ми беше многу тешко, затоа што мислев дека сум единствениот во фамилија што е таков, накриво насаден малку. А после разбрав дека уствари ја не сум бил единствениот. Дедо ми, да кажеме, бил асли педер. Уствари, он бил све. Кога живееш на село, ти немаш многу избор. Туку кому иде? Прво со комшијата, па со козата на комшијата. А и тоа било симптоматично што дедо ми живел и на такво многу интересно, нели, место, екзотично. Не знам дали сте чуле ова селово Буљашинци. Мислам, оно е село до село со ова Педерево, споени се малтене. И дедо ми, например, беше многу мудар човек. Он знаеше, да кажеме, многу работи, ама најмногу ми помогна некои искуства што ги подели со мене за сексот, што јас сега ќе ги споделам со вас, затоа што се навистина универзални и добри се за секого, мислам, у секоја ситуација. Ме вика еднаш така дедо ми вика, Нучко, дој седи вака во скутов, и ја дојдов, седне во скутов, ми вика, Нучко, си ебавал некогаш в газ? Ја му викам тогаш не, пошто нели тогаш се уште бев невин. И он ми вика, слушај сега вамо, внучко. Некогаш, ако ебаваш некогов газ, било тој газ да е машки или женски, не ти правам проблем при изборот. Кога ќе го пикнеш таму, кога ќе завршиш работа, за да не го изваиш кафеав, онега што го ебаваш в газ, ќе го удриш со карате по слабините вака, штрак! И од тоа ударот, то газот кој ќе му се стегне вака и ќе го изваиш бел како од варикина. Вели, не заборавај, само со карате. А ја после кога нели станав искусен педер, сватив дека и ние педериве имаме една многу сличен трик кон овој на дедо ми. Например, ние кога ебеме некого од позади, така, чишто газ е барем 3 пати ремонтиран, и она за да почувствуваш дека ти е така убаво, дека ти е фино на душата, тогаш се наведнуваш само над овој што го онадиш и само му викаш, братче, морам да ти кажам нешто, имам сида. И кој ќе му кажеш така, овој страв кој ќе му се стегне тоа шупчето, абе убајни, па уште кој ќе почне да рипа како говедо во корида, абе нема ништо пубаво на овој свет. Не и се, значи, татко ми, нели, не можеше да ме гледа ни од напред, ни од позади, и шо направи? Реши да ме избрка од дома. Иако сега се сеќам, стојам пред врата со тоа куферите Луи Витон, татко ми мртов ладен си читаше вестник, а мајка ми плачеше како магарица. И нормално ми беше криво кога свати дека никогаш во животот нема да менува пелени на внуци, ама мајка ко мајка, нели, не може да не си го сака синот единец. Јас така ја гушнав и ги земам куферите и да излезам, нели, од дома, и само се завртев, го гледам татко ми чита и му викам, па тато, чао. А татко ми онака ме гледа и ми вика, море марш надвор, давај га седен. И тогаш многу се изнервирав. И му фрлив страшна клетва. Му реков, тато, да даде Господ клучевите од кола да ти паднат на сред геј парада. И излегов надвор. Ако сме веќе кај геј парадиве, ние геј благородништвото од Балканот сме умрени да правиме геј паради.
Ама работава е што уште не созреале условите за тоа. Еве, например, овие нашиве геј браќа од Београд. Они, например, 10 години поред прават геј паради и 10 години поред јадат чутек по тоа геј парадите. Толку ги тепаат што решија да сменат тактика. Сега станаа како овие од серијата Повратак од писаних. Сите отишле у илегала и све илегално се договараат преку телефон. Тоа вака изгледа. Хало, Тихи, што радиш, душо, како си? Ма ево, Прле, само што сам изашao sa маникирам, а све су ми се ногте поломили од овог илегалnog заебавања. Него како си ти, Прле, како ти е булја, jel те још сврби? Ама не сврби више, после оно гузолома прошле суботе, сада е све окей, љубави. Него знаеш шта? Јуче сам био код Мрке и Паје да играмо возиче, али Мрке nije hteo да буде локомотива, па смо се посваđали, па онда смо мало нанисали заеднички у сону песму "Шта ти може сида сад када радиш ручни рад". После су нам се јавили ови наши из геј штаба и рекли су нам да откажемо геј параду затоа што ќе оне мачо селјачини из гестапа опет да нас бију. Знаш, оне njihov командант Кургер на дупе нам се попео. Него знаеш шта, а баш сам хтео да идем на ову геј параду затоа што сам хтео да отпевам ону песму наше познате Лепе Лукич кој сам прерадио геј варијанти. Очеш да ја чуеш? Стварно? Јао, баш си срцуленце. Слушај. Moj Milane, jabuko sagrane, ženjen si, a jebeš muškarce sa strane. Nije bitno što si sve to krio, nego što si brata acu naguzio. Таква е ситуацијата у Србија. Абе, у Србија нема живот за педери. Како викаат у Србија? Не иде Србин радо у педере. Абе, побрзо ке ти доја кога викнеш на пукање, на тепање, на јадење прасиња, отколку што ке ти прифати некој вака тип као мене што редовно менја гаќи и што многу сака да игра курташак со други мужи. Мислам, ова курташак е типичен геј израз. Тоа значи кога со некој друг маж си играш, ти него за кур, он тебе за ташак. Турцизам. Али кога сме кај геј парадите, и кај нас е ситуацијата многу опасна. Многу. Овиот владава како да се зарекле нас педерите да не скараат со овие обичниве смртници. Знаете што направиле пред извесен период? Ги викнале пензионерите на таен заговорнички состанок во владата и вака им рекле: или тепајте педери, или нема у бања. За секој истепан педер 10 бесплатни вожњи на жичарата на Водно. И знаете што ми се случи? Стојам ја така у зграда пред лифтот доле и овој комшијата дедо Ставре чадор во газов ми навре. Мислам, ја уопште немаше да го осетам чадорот да не се отвореше. Гзов како булка ми стана. Джабе после дедо Ставре се вадеше на суд дека морал да ми навре чадор кој што е од ефтино кинеско производство, кој што се отвора од безвезе затоа што му е мала пензијата па не може да купи некој поскап. Али има Господ. Има Господ. Не помина ни месец дена, а дедо Ставре умре. Овие од владава да го почеста дедо Ставре што во газов чадор ми навре, го однеле бесплатно у бања и после тоа нака вруќ го стајле на жичарата на Водно и одма се оладил. Бидејќи, нели, ме избрка од дома, затоа што никој не сака топол брат во топло семејно гнездо. И што се случи? Викам, што да правам сега со себе? И решив малку да шетам по светот. И бев у Бугарија. Мислам, тоа е сега Бугарија свет, мислам, Европа е за нас. Бугарите, например, се многу толерантни кон педерите. Знаете таму како викаат: искам с мъжи да се тискам. Знаете како бугарин одговара кога некој ќе го праша: момче, да не си педераст? Вика: еми не сам, обаче ебал сам един, којто ебал педераста, обаче това няма значение.
Како бе няма значение, викам, значи овој што е прв, он е локомотива, он не е педер, тука е машиновозач, а овој што е на средина, он е кондуктор и он дава и прима у исто време, а овој што е позади у последното вагонче, он е тука само да не се растури композицијава. Како бе няма значение, никој од нив значи не е педер. Сите се вработени у железница. Али добро, викам, окей. Важно, викам, во Бугарија, за бугарите е многу нормално кога ќе видат двајца мужи како се држат за рака и како расхождат по златните пјасци на Черното море. А знаете како дошло до тоа? Пред 10-15 години некој гей дошол на плоштадот у Софија и почнал да пее на цел глас. Аз съм обратен, аз съм педераст, мачорчета си хапвам всеки час. Искам да рипкам по цел ден на прас, ме боле газ, му ставам раз, аз исте искам аз, аз исте искам аз. И така пеел Бугаринов и тука се собрала тука толпата и сакале да го линчуваат, ама еден чиче излегол од толпава, ја спречил толпава да го линчува, се свртел кон овој педеров и му рекол: "Какво искаш бе, момче?" А овој му рекол: "Еми искам на сите хора да казам че сам обратен, че сам педераст." И на тоа ова чичево му одговорил: "Еми педераст, не педераст, това е, ще си трпиш." Од тогаш бугарите имаат многу демократичен однос кон педерите. И после Бугарија, патот под нозе, чак у Грција. Луѓе, Грција, Абе, Грција, Грција е рај за педери. Таму секој четврти не е педер. Тројца мужи да шетаат. Тројца мужи да шетаат по улица, да им се пуштиш, нема да утнеш. Дури ако се појави четвртиот за него, нема гаранции шо е. А шо мислите, зашо педериве има толку педери у Грција? Сте им ги виделе жените? Ама не у фотошоп. Дали сте ги виделе у живо? Па тоа е тоа, бе, луѓе. Грците имаат видено гркињи уживо и затоа сите се преобратиле, бе. Абе, газдоите на гркињиве се као за обиколници. Ринг роуд гомна да јаде. А имаат бркови поголеми од оние на Гоце Делчев. Срав да те фати. Да ве прашам, знаете какво е знамето на хомосексуалците? Нели она виножито, тоа боите на виножитото, нели ја символизираат различноста, ова, она. А знаете како се вика македонското здружение во Грција? Ама чекајте. Нашиве излегле големи курнази. Знаеле дека ако се пишат као македонци нема да ги регистрираат. И шо направиле? Си смислиле име виножито. Зашо знаат дека грциве нема да те регистрираат ако не ги асоцираш на нешто геј. Не се, од Грција јас право у Косово. Таму ич не е добро. Меѓу албанците нема педери. Замислете. Абе да си геј да отидеш, нели, меѓу албанците, нели, на Косово или не знам каде, треба одма да се стаиш на ригорозна диета. Нема педерни за лек. Ај самите кажете, дали некој од вас која замислил албанец, го замислил као педер? Тоа е невозможно да се замисли. Ај замислете албанец педер у Бечви со кечена глава, со истетовиран двоглав орел на градите и со мобилка у рукаш, у секој момент може да употреби као бомба против органите на редот. Абе нема таков. Или ај замислете албанец педер, со лакирани ногти, со ташна Луи Витон у розови хеланки. Абе луѓе, нема таква работа. Или ај замислете албанска геј парада на која што се скандира Косово републик. Абе тоа не е возможно, бе луѓе. Меѓу албанците нема педери. Вашиот одговор е...
Лага. Момент на вистината. Добро. Ме обори овој експеримент. Кога видов на Косово како е, шо направив? Правец у Германија. Во Германија дојдов точно на 2 февруари, кој се ја памтам. И многу се фасцинирав кога сватив дека германците не слушнале за 2 февруари. Мислам, стварно не слушнале, да не ви се колнам во Газево. Кога дојдов тој ден вечерта, одма отидов во диско. Диското беше огромно, преубаво и преполно. Имаше, можеби, над 3000 луѓе, да не кажам све мушкарци. И ја така, нели, отидов во диското затоа што многу сакам да се дружам. Нели, затоа што многу верувам во онаа космополитската парола педери од сите земји на попете се. Мислам, многу поише верувам во таа парола, отколку што верувам во онаа парола Америка и Енглеска биче земја педерска. Пошто денес се ретки земјите што не се педерски. Еве, например, нашава земја уопште не е педерска. Вашиот одговор е... Добро, речија, добро. И стојам ја така на тоа подиумот у диското, пиев некој енерджайзер или бризер, не знам шо беше тоа, и нели си джускам така, кога гледам, пред мене застануе Ханс. Ханс, презиме му беше Курц Фафен. И стои пред мене луѓе, људина од човека, 120 кила све мускулче, тоа кртинче, ако те стисне има гуза да ти ради ко медуза. А ја у принцип нели не сакам овие набилдани типови, ја поише многу сакам овие екзотични типови со куртоазија. Кога ќе речем со куртоазија, мислам на со куродазија. Баш еден таков тип стоеше до Ханс и се викаше Хасан. Еден црномањаст, еден мудомањаст. Па едни бркои што имаше тоа ги сукал, прав прч само тоа бркоите да се заљубиш. Ја го гледам така овој Хасан и вака се враќам со мислите во минатото во нашата славна македонска историја кога сме стенкале под османлиите. Поточно кога сме стенкале под 5-вековно турско робство. И вака си реков, па тогаш турците да биле убави како овој Хасан, па нас македонците ке не снемало бе. Па сите мужи македонци ке се испозалюбале, ова турциве и македонки веќе останале неебани и нема продолжување на врстата. Значи нема македонци. Иако верувам дека македонките многу брзо ќе се снашле ако маживе им се педерчеле, ама добро. И така јас стојам, нели, гледам во Ханс и во Хасан, овие гледаат у мене, нешто чијукаат, и јас сега не знам кого да одберам. Викам, шо да правам? Викам, ќе ги погледам у кондурите. Пошто бројот на кондурите никад не лаже. Слушајте педер што ќе ви каже. Колку поголем број кондури носи мажот, толку му е поголем. Мислам сега, немојте мене да ме гледате сите у кондури. Овие ми се мали. 3 броја помали. Да. Машала, господине. Честитки. Не ги кри сега кондури, пушти. Мислам, големината не е битна. Најбитна е. И така ја, нели, стојам и го гледам овој Ханс у кондури и шо да видам? Број 52. Сум подголтнал. Викам, чекај да пружам рука, барем да им честитам 2 февруари, нели? И пружам рука и викам, ајде па, нека ви е честито, да си се венчате, да си народите многу дечиња, успех, среќа во животот. А овој Ханс ме гледа онака бело и ми вели, Ich nicht verstehen, aber danke meine Schatz. Што у превод би дошло, ич кур ништо не те разбирам, ама фала маченце.
А ја му викам, не е важно бе што не ме разбираш, битно ние да си се дружиме, да сме заедно, како викаат, unite Europe. Абе, ја многу ја сакам Европа. Пошто све што кај неја беше добро, нас ни го дадоа бесплатно. Еве, на пример, педерисувањево што ни го дадоа. Ја така со Ханс овој си очијукам цело време, али го гледам овој Хасан, ме гледа со тоа неговиот љубоморен поглед, абе крв ме гледа, се си мислам у секој момент ќе го извади тоа јатаганот и ќе почне да вика Хасан сече, Хасан сече. Ама он место да го извади тоа јатаганот, он вака ми пружи тоа рачето како лопата големо и ми вика Ѓузелим, нереден сен. Што у превод би дошло од кај си лепотане. И ја вака му се пулам како пејачов Ѓоко Танески и му велам I'm a Macedonische, but I'm not fish. Ich bin Kire, ich bin Bananenmann. Леле, луѓе, која се озари на тоа овој Хасан, вика, ја, бананен ман, ich habe süße Gase für Bananen, ich habe süße Gase für macedonische Bananen. И така среќен се качи на оваа сценава, тоа ја сопре музиката, го зема тоа микрофонот и им се обрати на 3000 мужи на чист германски јазик со акцент као долина на волците. Ibneler, Burgschom, bizimle beraber Makedonija'dan gelen küre bananen mender. Što u prevod bi došlo, topli braća, dobro večer, večer vas ona se kire banana men od Makedonija. I продолжи, вика, денеска во Македонија е голем државен празник, затоа да станеме сите, да му го честитаме празникот на Кире и на сите македонци каде и да се. Луѓе, у тој момент кога стана овие 3000 луѓе како едно грло, кога викна Happy 2. Februar, Dia Macedonian! И ја тогаш уствари сватив дека германциве немаат појма што е тоа 2 февруари. Ама да ви кажам, Милина ми беше на срцева, зашто кога ни го честитаа празников, ни го честитаа со уставното име, а не она со она педерско на фиром. Арно, ама носталгија почна да ме пука. Сакав да си се вратам дома, меѓу своите, да ја видам мама, тато. И кога дојдов дома, све беше супер, пред врата дојдов не дома, зашто татко ми не сакаше да ме пушти внатре. Джабе мајка ми му збореше, он не кеше да чуе. Јас сега, за да му докажам на татко ми дека можам да бидам голем маж, без разлика на тоа што го примам од позади, што направив? Се вработив у полиција. Јако баба ми која бев мал, вака ми викаше. Кире, учиш школу да работиш у канцеларiju. Ако не учиш школу, ќе будеш жандар. Само за жандар не траже школу. И куче од улицу да го однесеш у полицију, вуче ќе стане. Ама ја не ја послушав, отидов у полиција. Луѓе, како ми стоела таа униформата, бе, кој ќе сум излегол на улица, бе, сите по мене се вртеле. Додуше ја малку врцкав со газето, ама тоа од навика. Толку ја сакав униформата, што дури сакав да иставам и розови еполети и копчиња, али не кев да провоцирам од почеток. Ама морам да ви признам, леле, пендракот колку сум го сакал. Абе, од раце не сум го испуштал. Дури си го ставав подпирница за време на спиење, она имаш тврдо на подпирница, али ти додека спиеш не знаеш дека е пендрак. И морам да ви признам, само еднаш сум го употребил у року служба. Имаше еден манијак што ги плашеше девојчињата у мало, и јас сум го бркал и кога сум го фатил, абе за пола саат со тоа пендракот сум го преваспитал. После плашеше само мушки. И така ја го земав пендракот после употребата и го однесов на хемиско и таа што работи тамо ми вика, вика, господине полицај, следниот пат барем после интервенцијата стави или пред интервенцијата ставете му кондом. И добра сега. Арнама овие старшиниве разбраа како сум го преваспитал јас овој манијаков и ме пребација, ме однесоа во Увидна. Леле, во Увидна колку има луѓе тамо живот. Колку се богати полицајците што работат во Увидна. Ја прво мислев дека они приватизирале некоја раскрсница за евро,
Ама после сватив што е штосот. Седам ја така еден ден у тоа Крајслер со колегата и лижеме сладолед на стапче. Кога сум со тој колега, многу лижеме и се такмичиме кој побрзо го излиже, тој искача надвор и лепи казни, значи негова смена. Али пазете, не смееш да грицкаш, само лижеш. И така ние лижеме сладолед и у тој момент гледам една нова Тојота застанува на црвено светло. И у тој момент еден тип на точак изгуби контрола на воланот и со сета сила се бапна оваа Тојотава. Овој колегава срипа, ги извади тоа гаките од испотениот гъс, тргна кон овој несреќава удесов, ја тргна веднаш по него и како дојдовме до колава, овој возач што беше на Тојотава, еден целиот така бланширан, излезе од Тојотата и почна да му се дере на овој што го удри со точакот. Па гледаш ли каде возиш наркоманиште едно джанкерско? Па нели гледаш колку васпитано си стојам овде на семафор со чичка нова кола и ти се најде да ми ја демолираш шабанарио една селјачка. Па вчера татко ми ја купи да ме почасти за отварањето на мојот нов салон и ти се најде тука да ми ја удираш мастурбанту еден дркаджиски. Па имаш ли ти уопште можност да ме обештетиш бе шупак еден издрндан? А на тоа овој дечко го гледа онака спокоен, мртов ладен и му вика: баце, добра кола се купуе, али добар дечко у Скопје тешко се наоѓа. А нас двајца судбината као да не спои. Судбината како да сакаше да ти го бапнам аутото. И на тоа овој бланшираниот смени израз на лице, смени овој боја на глас и му вика: леле брате, каде те удрив, многу да не те боли, ај кажи ми каде те боли, на кое место те боли, а овој му вика: баце, има едно место што ме боли, ама треба да го бубиш за да помине. И на тоа се фатија двајцава за рука, си влега у колата, а мене она милина околу срце, затоа што тогаш сватив дека сепак постои љубов на прв поглед. Али овој колегава мој не ја свати таа работа, се изнервира и вика: чекајте бе, застанете, а за увидов кој ќе плати? И тогаш овој бланшираниот извади 500 евра, ги фрли кон нас и стисна на газ. И тогаш ја уствари сватив зашо полицајците во Увидна живеат толку добро и сватив уште една работа, дека не е лошо да си фатиш добар дечко. Арно, ама татко ми исто како и баба ми не се импресионираше нешто што ја сум се вработил у полиција. Ја што направив? Викам, морам да влезам дома, ој не ме пушта дома. И што направив ја? Отидов во армија. У армија е супер, све мужи, тоа сите униформи исто. А и пошто ја многу сакам да работам со мужи униформи, нели, многу брзо напредував и набрзо станав аѓутант на еден наш познат македонски генерал. И мојата прва голема задача беше НАТО самитот во Букурешт. Идеме тамо у Букурешт, тоа генералската сала, влегувам внатре, све генерали околу тебе. И ми доаѓа еден така височок плав со плави брчиња, ми пружа рука и ми се представува и вика: Удо Педерсен, down Denmark. Ја викам: леле, Удо, шубаво име имаш. А он онака се разгали на тоа, се подмоча на комплиментот и вика: ние вас ве сакаме во НАТО, вие треба да ни влезите, само прво треба тепате Iraqi people. Викам: ако треба ќе тепаме и марсовци само да ви влеземе. Ја така очијукам со овој Педерсен генералов и у тој момент у муабетов ни упаѓа овој грчкиов генерал Марсимудис, уништувач на забави еден. И му вика на овој генералов, му вика: охи, my friend Педерсен, охи, фирам ноти НАТО, охи, шобе, му викам: охи, да те изгори свињо дебела. И на тоа овој многу се изнервира и почна да вика: охи, фирам и НАТО, Скопјано малака, охи, Америка is not leader today leader is Greece, ние Греко стави на Скопјано вето, фирам ноти НАТО. Викам: ако вие Греко турист на Скопјано вето, тогаш да даде Господ овој ни за гриз да немате. И тогаш му фрлив клетва и он не знаеше дека клетва фрлена од педер брзо фаќа и така и беше. Така и беше. Они нас ни ставија вето и сега ни за гриз немаат. Ама мене многу ме зачуде. Зошто? На тој генералот Марсимудис цело време многу имаше поддршка и добиваше помош од овој францускиот генерал Турими Салама.
Мислам, зошто овој го поддржуваше ако се земе во предвид дека францускиот и македонскиот јазик се исти? Еве, например, французите за двор викаат ла кур, а ние викаме курмие, двормие. Ама, тоа што бевме на самит, не значи дека останавме сами. Покрај оној генералот Педерсен, со нас беше и овој турскиов генерал со босанско потекло Ашим Суџуклија. Он пред да стане генерал работел во босански гей хотлайн. Еднаш кога бев во неговата соба хотелска, он мене ми демонстрираше како го правел тоа. Дрпај ме, засу. Мазме руки. То ми ради. Опколи ми муда уснама. Уđi u me ko u životinju. Torpediraj mi guscu. 2 dvojčice, 3 trojčice, 5, 5, 8. Ali sam se popalio. Baš sam se popalio. Например, тој генералот со Џуклија, Ашим беше многу романтичен тип. Еднаш така јадевме гравче и после тоа седнавме во када со топла вода и не знам како се случи, јас прднав, а замислете, он се наведна да ми ги љуби меурчињата. Ама ја мислам дека дури и да станев маршал, тоа ќе беше џабе што се однесува до татко ми. Мислам, он меѓу време го сменил мислењето и пак не сакаше да ме пушти дома. Вика, ајде, ова денес не е војска, бе, ова е све педерана, бе. Денес вистинските мужи се у политика. Ја шо направи, викам, ако си у политика, добро, тато, тогаш одам у политика. Арно, ама не знаев на која страна да тргнам, дали на лева, дали на десна. И станувам така еден ден, застанувам гол пред огледало и почнав. Прво со лева, па со десна, со лева, па со десна, па со лева, за да видам дали поише припаѓам на левицата или на десницата. Али ја пак не можев да се одлучам затоа што со двете раце добро ми идеше. Најпосле мислам, нели политиката е курва, ја педер, нема да се разбираме. А башка разбрав дека у политикава меѓу нашите политичари има многу хомофоби. И сватив дека нивната хомофобија е многу тесно поврзана со патриотизмот. Еве, например, кога на еден наш политичар хомофоб му рекоа дека некој рекол, дека во Македонија има многу педери, рикнал: кој е бе тој што рекол така да го ебам у гс? Како бе хомофоб да го ебам у гс? А не иде тоа. Иако, да ви кажам дека многу педерски работи се прават во политиката и во владата. Само педерските работи што се прават во владата ги викаат реформи. Еве, например, кога прават педерски работи у образованието, ги викаат реформи у образованието. Болонјски систем. Курот на магарето. Стануваат доктори на науки на 22 години, а имаат мозок у глава колку да не серат дома на тепих. Абе, каков е тој доктор на науки бе на 22 години бе? Па они уште азбуката не ја знаат до крај. Стигнале некаде до буквата Г. А знаете вие какви беа докторите на науки пред 40 години? Абе, кој ќе го видиш побелен у тоа косата со тоа теглите на очи, не знаеш дали е космонаут или квиско. Абе, тие доктори на науки имаа енциклопедиско знаење. Денешните доктори на науки се неуки. Изгледаат како да излегле од Fashion TV. Слика има, тон нема. Ете, тоа е резултатот од педерските, од реформите во образованието. А за овие реформите од здравството, знаете веќе, онаа представата не ме лечи докторе Жити мајка, но и глумецот Сашо Тасевски ви раскажуваше за нив. Тој, например, тој глумецот Сашо Тасевски, например, тој мене многу ми се свиѓа. Он е еден многу згоден тип. Сите мислат дека е хомофоб, ама уствари не е. Као што мислат дека го мрази ВМРО ДПМН, а ги сака овие од СДСМ. А он уствари на двете им поручуе. ВМРО и СДС, то су срца два, љубили се, грлили се, наебо сам ја. Односно, наебо си ти, и ти, и ти, и ти,
И сите ние. Ама и да се вратиме на приказнава. Кога виде татко ми, дека ја не сакам у политика, ми вика, слушај, ако сакаш да те примам дома, кидеш бе на психијатар, има да се лечиш, педеризмот е болест бе, мора да го лечиш. Викам тато, јас викам мислев цело време дека е лезет оно да ти било болест. Али викам, добро тато, ако е цената таа што треба јас да ја платам за твојата љубов, нема проблем. Јас кидам на психијатар за да видам колку сум болен. И отидов право кај овој познатиот психијатар Стојко Пушев. Он се прослави по тоа што излегуваше на телевизија и тврдеше дека хомосексуалноста е болест и дека може да ја лечи со ефикасен третман. Инаку тој Стојко Пушев е истиот оној тип кој што исто така се прослави на телевизија кога тврдеше дека Александар Македонски бил обрежан и кожичката од неговиот ценет кралски пенис дека е ставена во златно ковчеже, а ковчежето е закопано некаде во Македонија. Паско му шепнал. И уште кажа дека кој го најде кожичево, ке се стекнел со огромна моќ и бериќет. Тоа е исто као со крстот. Го наоѓаш кожичево, идеш од врата на врата, звониш и викаш добар ден, да го бакнете малку кожичево, да оставите некој денар, ќе ве прати цела година, среќа, бериќет. Ај си викам, добре, еве, оваа година ќе го најдеме на Александар, ќе обакнуеме. Ама чие кожиче ќе бакнуеме следната година? Она на цар Самуил или она на крали Марко? Или не да е Боже да дое такво време да го бакнуеме кожичето на Црна Арапина? Добро, не се отидов кај доктор Стојко Пушев, нели влагам внатре, му викам, добар ден докторе Пушев, јас сум педер. А он мене вика, хајде бе Кира да му го запоебам, па ти не си педер, ти си само малку настинат, тебе стручно кажано газот ти диши да му го запоебам. Ама вика, немај гајле, Кире, јас тоа ќе го средам со ефикасен третман. Шо е, викам, докторе, ќе ме ставиш во соба со црнци да играм брканица. Ете бе, Кире, да ти го запоебам. Па првата работа што ја кажав тебе одма те асоцира на секс со маж, да ти го запоебам. Не, викам, само секс, докторе, некојаш играме карти, табла, домино, PlayStation. Ти викам, докторе, не играш карти со мажи. Добро бе, сега, Кире, да му го запоебам. Па нормално дека играм карти, ама сега јас не сум тој што се прашува. И у тој момент докторов извади една банана од фиока и вака ми вика, ајде сега, Кире, да му го запоебам, на што те асоцира оваа банана? Па добро бе, викам, докторе, банана па ме асоцира на патлак. Гледаш ли, Кире, дека газот ти диши, дека си настина да ти го запоебам? Видели сам? Викам, докторе, чекај бе, полека, викам, докторе. Ти, викам, бананава тебе на шо ти личи? И тука кога му го кажа тоа, мој почна да превртуе со очи и вика, добро бе, сега, Кире, ајде, бананава, сега мене на шо ми личала? Па добро, ете, ми личи на патлак. Аха, викам, докторе, а крастајцата на шо ти личи? Добро бе, Кире, сега, крастајцата ми личи на патлак, ама шо ама бе, му викам, докторе? Шо ама? Бананата ти личи на патлак, крастајцата ти личи на патлак, играш карти со мажи, а вамо на на сите телевизии тврдиш без срам и без перде дека хомосексуалноста е болест. Па ти, значи, докторе, дека и тебе ти диши газот. Како може би, викам, хомосексуалноста болест? Викам, докторе, хомосексуалноста не е болест. Викам, болест е, докторе. Сакаш да ти кажам, викам, што е болест? Кажи, вика, Кира, му го запоемам, кажи. Викам, болест е, докторе. Кога на оној што е на власт, сакаш да му се увлечеш у гзот со секундори и од тоа да правиш пари и кариера. Ете, тоа е, викам, докторе, болест. А што е хомосексуалноста, докторе, неам појма. Ама знам само една работа, дека со векови никој не успел да ја победи. И ако веќе никој не успел да ја победи, а не сакаме, нели, да и се придружиме, тогаш, докторе, дај, викам, барем да не ја мразиме. Кој сака да си биде педер, нека си биде без срам и без перде. А сега на коњи, брзајте вказ, оти ке треба да дадете газ. Ако ве сретне трубадур, фатете го сите за тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Hvala vam много. Бехте супер публика. Hvala. Не знам колко от вас nek длабоко видал пред вистина мишна система, што велик е биде лижавче. Лижал во плетење, исклучена е свеста. Невеста ради реда по барови во темни места. Препознав невесте по одот на километар. Панталона до цепка тенка, женско пршване и смета. Скопска шема, темна полка, фичи стекли седнат. Главен муавет, трачење на успевател пена. Секоја дневна цена полека, што не обкружува. Болката ги спојува, а кафето ги стружува. Имаат и шифри за своја комуникација. Само еднаш во годината тие се атракција, со полна инспирација. Секогаш за акција, следното утро се буда со повик за средна станица. Влегувајќи во продавница, знаејќи што ќе купат она што не се јаде, а знаат каде да го турат. Ни срам, ни беде, ни срам, ни беде, ни срам, ни беде, води очи околу тебе. Ни срам, ни беде, ни срам, ни беде, ни срам, ни беде, води очи околу тебе. Танив имаме, барови се прават и паради заради нив бројот на луѓето ќе се намали, пази се од нив, немаат ни срам ни перде, додека пробува секој од нив да не зезне, ни се како сенка не следат на сите места, знаат меѓусебно да си посветат и песна, смешани се нивните хормони со женски, владат мислувајќи проблеми тешки, секој од нив има барем неколку комплекси, се ложат на диети, јадат само кекси, имаат свој поздрав и љубејќи се во образи се наметнуваат и без да си им одобрил поза 69 прават со јајце на око, не се кријат мирно спијат секогаш во домот имаат едно мото го сакаат патото водно, таму бараат место топло за да им биде згодно. Тие се тука да не зафркнат во секој миг, само кажи често место, време, колку и каде си. Секаде се присутни на улица и клубови, има ниски, високи, насмејани и сурови. Постојат и дебели со стомаци и бутови, слабино и билдари, трезни и начукани, нафурани кои се фалат какви се и што се, колку се и дарежливи и како рушат просек. Секој од нив глуми чесна, сакајќи да е невин како памук се меки што денеска не се ретки. Смешни се со секој потек тие што го нудат, несватани од луѓето што им рушат чувства, можат лесно да навлезат тие во женски срца, ја обожаваат течноста што лизга и е мрсна тврда дека секогаш тие ќе се до тебе без лакна на јазикот, ниту срам и перде.